Почитувани YouTube пријатели, поздрав од малото градче наречено Вулунгонг, овде недалеко од Сиднеј. И ова година се одржа еден македонски куп во фудбал, каде што учествуваат сите екипи македонски од овде од Австралија, од Нофижен Милс, од Викторија, значи Сиднеј, Мелбурн, Њукасл, Вулунгонг, така да ќе се обидам да најдам неколку луѓе кои ќе можат да ни дадат изјави, да видиме што може да ни кажат за овој традиционален фудбалски куп кој се одржа секоја година, па така и ова година овде во местото наречено Беркли 2024. Здраво, името моje е Пеце Врткоцки, јас сум председател на фудбалскиот клуб Вулунго Юнайтед Македонија, еве од градот Вулунго, Австралија. Се наоѓаме овде за македонскиот фудбалски турнир наречен Месај Кап, каде ќе се игра еве 4 дена ќе има фудбал. Екипи од цела Австралија од македонско потекло се собрани во 5 дивизии. Кажи ми Пеце, колку тимови се отприлика вкупно во овој Масо Кап? Да, овде се 16 клубови, а се нас се 35 екипи во 5 различни дивизии. Значи има дивизии, прва дивизија за мажи, втора дивизија за мажи испод 35 години, деца испод 20 години и женска дивизија. Значи 5 дивизии, 35 екипи и 16 македонски клубови во овај голем македонски турнир. Кој го започна овој турнир? Да, овај турнир започна во 2008 година, каде фудбалскиот клуб Роктал Илидни го започна турнир со 4 екипи. Значи првата година имаше 4 екипи, еве после 15-16 години се најдуваме со 35 екипи, 4 дена, околу 75 утакмици. Значи ова година е еден од најголемите како да речем најпојки утакмици, најголеми дивизии за турнирот. Стварно е голем успех, благодарение на сите клубоите што присуствуваат овде од цела Австралија. Имаме екипи од Квинсленд, од Вулунго, од Сидни, од Камбера и од Мелбурн. Значи, од цела Австралија македонски екипи, тоа е големо. Дали може да ги наброиме кои се? Да, можеме. Од Квинсленд екипата Sunshine Lions. Од Ньюкасл има две екипи, тоа е Broadmeadow Magic и Newcastle Suns. Од Сидни се 4 екипи, Роктал Илинден, Сидни Македонија, Јагуна Lions и Анклиф Скотс. Од Вулунго се 3 екипи, Вулунго Юнайтед, Кринџила Lions, исто како домајкини и Шелхаба. Од Камбера, Queanbeyan City, а од Мелбурн се 5 екипи. Тоа се Престон Македонија, Алтона Magic, Лајло Слога, Шепетон и Джелонг. Има неколку екипи кои ги спомна кои се веќе играат во големите австралиски лиги. Дали има некои фаворити за освојување на Масо Кап во 2024 година? Да, добро прашање. Има Роктайл Илиден е во најголемата лига овде во Нуца Валес. Исто така Алтона Magic од Мелбурн, тие се исто во прва лига. Алтона беше победник на првата дивизија лани. Значи, ако сакаш да речеме фаворити, мислам дека Роктайл и Алтона Magic мора да се кладат на прво место како фаворити, ама ова е фудбалски куп, на денот секој може да биде добитник, секој сака да го добија. Тоа сега рекорд, Роктайл има добиено најпоќе, мислам има 6 пати добиено купо, ама на денот секој може да добија и му посакам среќа на сите екипи. Значи Роктайл е рекордер по освоени купови до сега. Да, тоа е точно. Роктайл има освоени најголеми купови за Месај Кап. Стварно има една добра екипа, тие го започнаат купо. Ама како што реков, на денот може секој да добија и му посакам среќа на сите екипи во сите 5 дивизии. Какви се шансите на Вулунго Юнайтед оваа година? Да, добро прашање. Еве првата утакмица са Бајле, победиме со 3-0. Имаме добра екипа собрано, нови играчи, нов тренер. И се надаваме со Господ напред, ако не појќе барем да влеземе во полуфинале и сетем отаму све може да биде. Значи се надеваме со Господ напред дека имаме голема шанса да сте барем во полуфинале. Ви посакувам се најдобро и утакмиците се сместени во текот на големиот викенд, односно продолжен викенд. Некои тимови играат по 3-4 утакмици во денот. Дали е преголем напор или ќе се снајдат некако? Слушај, мора да се снајдат. Ова е турнир, клубовите носат повеќе играчи, значи мора да и менва утакмиците, не се цели утакмици, по 20 минути на полувреме, значи не е цела утакмица. Ќе се снајдиме 4 дена, започнаме сношти во четвртоко, навечер беше 4 утакмици, имаше рекордове над 1000 навивачи. Еве денес петок, дено на Австралија, неработен ден, празник, како што Полиш има голем народ овде, исто и во Кринџила, и тие се како домајкини.
Сабота продолжуваме исто пак тука во Македонскиот парк. Има негде околу 20 утакмици, каде ќе се игра големото финале во првата дивизија, во втората дивизија и за мажи испод 35 години. Ќе продолжиме, ќе завршиме во неделата во Кринџела со финалето за младите деца, исто и за жените. Значи 4 дена, 75 утакмици, тоа е рекорд, времето е топло, ама ќе се снајдиме, ќе се снајдат тренерите, играчите мора да се снајдат. Одличен организатор сте, морам да кажам, со своји очи се уверив и сведок сум на сите овие настани кои се добиваат овде во ново место недалеко од Вулунгонг и да ве прашам на крајот кои се плановите во иднина со вашата екипа со Вулунгонг Юнајтед. Да, ти благодарам за тие топли зборови. Еве 3 месеци се припремаме. Ние лани беше купот во Нукастел, ние знаеме дека ова година ќе биде во Вулунго, се редва. В година купот ќе се врати во Сидни, значи секоја трета година. Се спремаме над 3-4 месеци, дојдоме на прикраеве, се игра турнирот, значи работите си течат многу добро, ти благодарам за тие добри зборови. Плановите за ова година, како што накажав, имаме нов тренер, нови играчи, се надаваме се на добра сезона. Со Господ напред ќе видиме. Тоа е до тренерите, до играчите, се ќе се види. Од наша страна како управа, ние му дадоме сите задоволства што му требаше, како засилување на играчи, на тренери, све што му треба ние го сториме, сега другото е до ними. Ви посакувам се најдобро виднина и па се надевам да се видиме пак овде во новој терен во блиски днина. Ви благодарам за времето што кажаме за Меса Кап и во секој време све добре дојдени овде во Македонскиот парк во Беркли. Ти благодарам. Ви благодарам и вас. Здраво, Роберт Кокановски, председател на Джелонг фудбалскиот тим. Роберт, кажи ми колку време си председател на фудбалскиот клуб Джелонг? Ова ми е 5-та година што ќе почнам сега во 24-та година. Пред тоа бев секретар за доста години, сега председател. Кажи ми за луѓето, пошто доста луѓе од Македонија ќе гледат, за луѓето кои не знаат кај се наоѓа Джелонг. Джелонг се наоѓа во Викторија, Австралија. Втор град во Викторија позади Мелбурн. Значи, по големина после Мелбурн е втор град. Така, да. Кажете ми како си поминувате во Сиднеј, кога дојдовте, кога пристигнавте, како дојдовте? Авион си дојдоме во Сиднеј, со автобус дојдоме во Вулунгонг, тука сноши стигнаме. Денес првата игра изигравме и многу вас си поминуваме, доста народ има и македонци полно има. Колку екипи носите од фудбалскиот клуб Джелонг? Носите една екипа, две екипи, колку вкупно? Првата екипа е носиме. Само Првата екипа. Какви се амбициите на Джелонг Юнајтед на овој Масо Кап 2024? Амбициите се сакаме да играме фудбал како што сака тренерот да игра. Се спремваме за сезонот. За сега овие се како проба игри и си велиме ако успешно да успееме во финалите да играме одутре во финалите се надеваме. Джелонг е малку оддалечен од Вулунгонг. Дали беше лесно да ги убедите играчите да дојдат да играт новој Масо Кап во Сиднеј? Не, оти знаат историјата на клубо. 65 години клубо е од кога се формира и знаат историјата од исне македонски клуб, почнат од македонски имигранти во Австралија, како сите клубови што се тука во Австралија, и знаат оти е нешто исторично што одиме, па но многу лесно беше да дојдат играчите. Ако се од други нации што игра во фудбалскиот тим. Пошто ми спомна 65 години од формирањето, како настана накратко овој фудбалски клуб? Почна од имигранти што дојдоа од 58 година, се формира клубо, игри играе измеѓу други клубови во Джелонг и сетне малце застана, се запрев тимо и сетне пак почна да се пријават повеќе играчи, носе од Македонија гледаа кои фудбалери идеја
што се преселва од Македонија па да се формира тимо и да се јачи тимо. Geelong во која дивизија се надпреварува во Викторија? Во State League 1, после NPL лига е State Лига. Значи И по во ранг прва дивизија. Значи по ранг иди негде околу трета на национално ниво. Така некако. Трета, четврта може и ваја. Така. И амбициите, кажете ми ги за Geelong во наредните неколку години, дали имате амбиции, која ви е целта? Имаме како се вели, помлад тим имаме ова година. Играчите сме се помлади, сега се јачиме со малце по experienced играчи, искусни играчи и се амбициите да сне јаки. Може не да сне први, ама да сне трети, може четврти ќе излеземе, така ни е амбицијата за ова година, а за 25-та година си велиме да бидеме шампиони. Така се спрембаме. Ви благодарам за времето и ви посакувам се најдобро во иднина. Фала многу. Swear. What? Hey, it's like this. No Macedonian, sorry. No Macedonian. Hey, Jamie, what's your role in the club? It's a very good question. I always ask good questions. So what's your role in the club? David Pivot. Јас сум Драги Бафиџиовски, председател на Scots FC Lions, лавоите на Scots. Да разјасниме за луѓето што не се добро запознати, кои се Scots, Англис Scots? Анклив Scots е од почеток беше Анклив Македонија. Лани ни беше 40-та година што имаме во оваа екипа играно и регистрирано. Од третото до второто или сега првенството што го играме, од пак футбол што вела луѓето, не за Премиер Лиг, ама пак Премиер Лиг. За нас тоа е бонус. Драги, овде сме на Масо Кап 2024. Кажи ми, Анклив Scots, како се организира вашиот клуб, како дојдовте, како е вашето искуство ова година? Организирано со автобуси или секој поединечно си дојде со публика? Секој себе сосема си дојде сами. Пробавме со автобус да средиме нешто за децата. Си рекол, некој немаше порано, некој покасно. И по така рекол, ако сакате, барем за времето за играње, да сме сите на место, кој како што сака, нека дојде така. Така, драги, кажи ми, колку време ја обавуваш функцијата председател во Анклив Scots? Во Анклив Scots ја председател сум за 3-4 години сега. По тоа имавме председател што беше со нас 10 години и тој. Времето самото си се менува, фамилиарни работи, нучина, знаеш како е време одземва, а не едно друго е. И затоа имам јас сега кренато рака за да можам со децата да се продолжиме, клубот да го израстиме со помали децина што се. И Малце свежа крв. не малце многу е, ама и ова година со кај што сме регистрирани во Сен Џорџ, има децата ги почнува од 5 години. Пред тоа од 6 години беа. Значи и секој разбере сега децата и помлади, а поинтересантни се во фудбалот. Кажи ми за Масо Куп 2024 зова, дали има шанса Анклив Scots да го освои? Дај Боже, стално има шанса, ама на дено, кој што сака да игра, ќе игра, кој што не, ќе се ни настрана и ќе правиме друга мовет. Да се надеваме дека Анклив Scots ќе победат, пошто ја за нив навијам нормално. Фала ти, драги, за одвоеното време, ви посакувам многу успех и среќа во иднина и се надевам дека ќе се видиме во наредниот Масо Куп кај да се одржува. Во ред, фала ти многу, до друг пат. Па, моментално сум тренер на вториот тим во Англис Scots. Кои се амбициите на вториот тим? За сега и на првиот и на вториот амбициите се да дојдеме прво место. Имаме добри играчи, еве тука дојдовме во Вулунго, сега се спремаме со сите екипи македонски од цела Австралија, па ќе видиме што ќе биде. Овие екипи да некои познати ви се, ги знаете играчите или тотално непознати противници? Да, ги знам, јас и порано сум играл тука, јас за Вулунго Юнајтед играв. Уште кога бев тука,
од Престон ги знам, Алтона ги знам, Илинден ги знам, сите ми екипи ми се познати мене. Јас сум играл за сите екипи. Вака ти како еден од најискусните овде, кажи ми колку пати си настапувал овде на еден масокап? Охо, сум од ко почна масокап па до денеска уште играм. Значи тој председател на Джилонг ми кажа дека почнал неге 2008, мислам. Од 2008 до денеска, значи на сите македонски капови имам играно и Значи денеска пропушти за прв пат. за играв за 35 години сега и играш за денеска и 35 години и Ај, уште играм. И така. Кои се плановите за виднина? Дали продолжаш да играш Да. во тренерските води? Што се плановите? Па играм сега моментално за англиско, уште играм за ова 45 години. Сега ќе ако престаниме со фудбалот, ќе малце со тренери, ќе тренираме деца и така. Накрај ќе те прашам дали има шанса да го освоиме купот овде. За тоа не можам да кажам, не знам, ама сакам да го освоиме, ама ќе видим. Фала ти многу, ти посекувам се најдобро. Фала.